Во знак и сеќавање на нашиот сограѓанин и спортски пријател Миле Нешковски, кој за жал прерано не напушти, ќе се одржи 10-тиот поред меѓународен меморијален ракометен турнир Миле Нешковски. Турнирот ќе се одржи во деновите кои што следат во нареднава недела, тоа 21 во четврток, 22, 23 и 24 до недела, каде што недела ги имаме финалните надпревари. Оваа година на 10-тиот јубилеен меѓународен ракометен турнир Миле Нешковски ќе настапат 6 екипи кои ќе бидат поделени во две групи. Во првата група ќе настапат следните екипи. Покрај домајчинот ракометниот клуб Прилеп, ќе бидат тука и ракометниот клуб Бутел и ракометниот клуб Тиквеш. Тоа се екипите во првата група, додека во втората група ќе настапат ракометниот клуб Црвена звезда кој доаѓа од Белград. Втора екипа ќе биде ракометниот клуб Пролет и трета екипа ракометниот клуб Еврофарм Пелистер 2. Надпреварите ќе започнат, како што кажав, од четврток, ќе трајат до недела. Агендата за овој турнир е следна. Во четврток во 15:30 часот имаме положување на цвеќе пред споменикот на Миле Нешковски пред универзалната сала. Тоа е во 15:30 часот. После свеченото отворање започнуваме со надпреварите во салата на Средното општинско училиште Ристе Ричко. Првиот надпревар започнува во 18 часот помеѓу екипите на ракометниот клуб Пролет и ракометниот клуб Еврофарм Пелистер 2. Вториот надпревар се игра во 20 часот помеѓу екипите на домајчинот ракометниот клуб Прилеп и ракометниот клуб Бутел. Петок 22/8 во 18 часот играат екипите на Црвена звезда и ракометниот клуб Еврофарм Пелистер 2, додека во 20 часот играат домајчинот РК Прилеп и екипата на ракометниот клуб Тиквеш. Тоа се надпреварите за петок. Во сабота на 23/8/2025 во 18 часот играат екипите на ракометниот клуб Црвена звезда и ракометниот клуб Пролет, додека во 20 часот играат екипите на ракометниот клуб Тиквеш и ракометниот клуб Бутел. После одигрувањето на надпреварите во групи, првата екипа што има првото место во групата што го имаат играат финален надпревар, второто место играат за трето место, додека последната екипа играат за петто место. Надпреварите за недела на 24/8/2025 година се следни. Значи за разигрување на петто место е во 15 часот, за разигрување на трето место во 17 часот и за разигрување и финалниот надпревар е во 19 часот. После одигрувањето на овие надпревари преминуваме на свечено доделување на наградите и свечено затворање на турнирот. Околу агендата на овој турнир е ова што можам да ви кажам. Имам дал збор на Никола Чаданов за останатите работи околу организацијата на турнирот. Така. Благодарам на сите што дојдовте. Јас сум баш среќен што веќе можеме да кажеме дека 10-ти јубилеен меморијален турнир одржуваме, веќе имаме некоја традиција. Тука пред себе сакал да се заблагодарам на сите спонзори и поддржувачи на овој турнир, без кој не е возможно да се организира еден турнир од овој ранг. Би сакал да изразам исто благодарност до Министерството за спорт кој финансиски го поддржува овој турнир, локалната самоуправа на градот Прилеп, како и генералниот спонзор на ракометниот клуб Прилеп Конфи Ангел. Тука оваа година имаме исто и една новина каде во соработка со Министерството за спорт успеавме да обезбедиме професионална ракометна подлога за време на одржување на овој турнир, што значи многу по-професионални и многу по-добри услови за игра на играчите и на сите инволвирани, така да овој турнир од година во година се повеќе и повеќе расте. Ние како клуб и организациониот одбор на турнирот се трудиме секоја година да го подигнуваме нивото.
Оваа година мислам дека ќе имаме релативно силен турнир каде сите екипи се изедначени и сите екипи ќе се бориме за плей-оф во македонската суперлига која е доста силна. Така да очекувам фер, коректен турнир, спортска борба и одлична организација на турнирот. Јас нема да должам многу, тоа е се од мене. Да уживаме 4 дена во ракомет, Прилеп заслужува да има ракомет и да гледам уште подобар турнир секоја година.